Понудата на тезгите на градскиот пазар во Берово беше разновидна и богата, но и покрај ефтиниот пазар граѓаните се помалку ги има. Причината за тоа е ситуацијата со коронавирусот и стравот кој е присутен кај населението. Најголем дел од трговците ги продаваа бананите и портокалите по 50 денари, мандарините 40 денари, лимонот чинеше 50 денари, доматите и пиперките се продаваа нешто поскапо со цена од 60 до 70 денари за килограм, спанаќот 60 денари, а еден сноп прас чинеше 250 денари. Сепак беровчани највеќе купуваат овоше овој период, а цените на градскиот пазар, велат граѓаните, се прифатливи. Па релативно е добар. А потешко е за производителите. Они потешко пласираат, пошто народот гледате дека отпуштаат од работа, фабриките отпуштаат од работа, немаат пари, види како е. Само да тоа купувната моќ од ден на ден се повеќе пада на населението. Како резултат на тоа и побарувачката и понудата не се сопаѓа. Поголем е понудата од побарувачката, а кога е побарувачката помалечка, значи цените скокат нагоре. Тоа значи куповната моќ на населението, во Македонија така. Значи во моментот е многу слабо, привидејќи сигурно се исплашени од болеста, од короната. Највише се купува најефтиното моментално. Скапите работи не се трошат. Пример, пластика се доволно троши. Метли за домакинство, други ситни работи. Според моменталната ситуација е многу слаба. Многу преплашени са и толку. Това е. Народот оплашен. Не е скап. Не е подносно од сите други работи, што другите артикли, тоа е по обичајното ломаж. Ствар е најефтин до сега што е бил. Од Делчево, да ти кажам, Берово повеќе троши во Воше. Значи, во Воше трошат најповеќе за разлика од грбинарство. Тоа што можем и јужно во Воше исто така пазаруваат, купуваат. Николкава, нема човеци, нема пари човеци. Купуват кило, пола кило да преживеат. Купуват банани, лимојна, портокаля и калинки. Основното. Теквички нешто, пиперкички, што и треба. Па, зависи спрема џебо на човеко. И во нашиот буџет и сите коронавирусот е многу опасен и треба да се вадим сите. Пазариште е скап другарче, да ти кажа, али нема народ. Нема народ. Сега не така, не само в Берово. Пазарџиите со кои поразговаравме велат дека ситуацијата станува се потешка. Куповната моќ на беровчани е многу слаба, а штетата која ја трпат поради корона кризата директно влијае врз нивното производство, каде продажбата на производите се намалила скоро 60%. За условите на градскиот пазар велат дека се задоволителни, но проблем им представува немањето на канти за отпадоци и студот во овој период кој го трпат поради отвореноста на пазарот. Според нас, значи, треба да идат повеќе луѓе, но сега поради короната многу слабо е куповната моќ е многу патна. Да. Тоа е што може. Како влијае коронавирусот на вашиот бизнис? Многу. Кај мене јас обично, ова е моје собствено производство со овошје. Значи, мака мачеме да може да го пласираме, иначе ќе се скапа во нив. 70% е намалена куповната моќ кај населението. Дојдам сум од Срмица, имам трошкава, имам фирма плаќам, да плаќам придонеси, не знам как ќе. Сигурно едно 50% напред. Требе, кој е маш нека дојде нека продава тука, тој пазар е чиста прома. Тука оболееме ние на тој пазар. Гледате и самите, не е са нешто таква, прома е секаде. Не е затворен, убаво направен пазар, али не е затворен како треба. Треба подхитно да се затвори, да се запиши, да не е таа прома, оти сме веќе искичмени. Гледаме, со бекапи, со шалки, со појаси, се. Подхитно това. Значи, ситуацијата може да се подобри, али тоа ќе биде после март. Сега за сега полошо ќе биде,
Мислам денес може да изгласат и кризна состојба владата со председател Пендаровски. Ако изгласа тоа, мислам дека и пазарите ќе бидат затворени. Мислам ќе има полициски часови, карантини. Додека тоа не се спроведе, ја мислам дека короната нема да престане. За една просечна кошница за 4 члено семејство треба да издвоите од 1500 до 2000 денари, велат граѓаните и тезгаджиите, што повеќето беровчани не можат да си го дозволат поради ниските плати и пензии и отпуштајната од работа заради корона ситуацијата, додека минималната плата, велат, треба да изнесува 500 евра. 20 евра, нормално да прекараме делата, 20 евра, а иначе за месечнисто 500 евра е малку. Колку треба? Без 500 евра не може да ви наднесе. Подобар живот, испод 500 евра, не го замислува тоа. Треба до 500 евра. Освен овоше и зеленчук на градскиот пазар во Берово можеше да се најде од се по нешто. Мед, ореви, домашна ракија и вино, како и производи од текстил, пластични садови за домаќинство и така натаму. И продавачите на овие производи се жалат на слабата куповна моќ на беровчани и големите трошкови кои ги имаат во овој период. Јас сум виничанец. Јас сум многу додавно пазарчија и тука сум редовно по Берово. Многу души ме знаат околина од Берово. Со јакни се баваме, со ранци, со ловджиски работи, со кундури, со многу некој работи. Беровчани многу купуваа пред една година, две, сега многу ослабна промето. Промето немаме ни за нафта, немаме ни за горива, а камоли да имаме за други работи. Па нема што да правиме, нема што да се зафанеме, мора да дојдеме, а без разлика дали има, дали нема, трошкови си врват. Резервации, нафти, ово, оно, книговодители, други работи, трето и така. На нашиот бизнис опасна работа е. Па скоро може да ти речам дека 70%, може да 60 малца, ама 70 е сигурно. Многу повише промет се работеше, многу народо, сега и народо се плаше више да испадне. И плюс и од работа ги искарао на доа. И ние ќе се откажеме уште некој ден, без разлика не ни треба ни контроли, нема ништо, кога немаме работа. Се жалат и едните и другите, пазарджиите поради се помалиот број на луѓе по пазарите, додека беровчани, иако уплашени од кризата со пандемијата, бараат производи со пониска цена, за да можат да врзат крај со крај во месецот.